Кочани до крајот на мандатот на актуелниот градоначалник ќе се претвори во град на кружни текови, бидејќи како што се одвиваат активностите, ќе нема крстосница во потесното градско подрачје на која нема да се вози кружно. Како сето тоа ќе се одрази врз функционирањето на сообраќајот се уште е тешко да се каже, особено поради отсуството на валидни објаснувања од страна на стручњаците од сферата на сообраќајот, кои детално би објасниле на јавноста што се добива со кружното возење, потребата од адекватна анализа на одбивањето на сообраќајот, како на возилата, така и на велосипедистите, мотоциклистите и особено на пешаците, е повеќе од потребна, бидејќи меѓу другото ќе се елиминираат сомневањата и поделените мислења околу функционалноста на овие решенија. Нашиот обид денеска во пазарен ден да реализираме анкета помеѓу граѓаните кои се директни учесници во сообраќајот остана безуспешен, бидејќи кочанци ни подразно не сакаат јавно да зборуваат за заедничките проблеми. Во директен разговор без снимање критикуваат, даваат негативни оценки, но се плашат јавно да проговорат кој за бараката, кој за тезгата, кој за нешто трето. Единствено кај кружниот тек близу агенцијата за вработување, еден од жителите кои овде живеат во семејна куќа се пожали дека им се нарушени влезовите, а на самата улица во услови на врнежи се прави езеро кој им создава проблеми и на возачите и на пешаците. И во врска околу сообраќајот немаат као што нели се планираше да биде. Самиот кружен ток е многу голем и многу е поместен, така да се ствара уште поголема гужва. Тоа ги засега шоферите, засега ги пешаците премино, како ќе минат. Ние ова веќе тука го нарековме бара, у која ако помине некој на другата страна, значи спасил се ќе помине. Ако не може да помине, ќе го дигнат у воздух, тука ќе го згаза. Тоа е. Водата задржува, да, не е направено како што треба, али мене што највеќе ме засега мојот влез куќа со некогашен дуќан и салон и со дозволени платени комунали, со влез на гаража и влез на дуќан и влез во куќа во живеалиште. Погледнете и самите на колку која висина е. Скали треба да ставаме за да се качуваме, да улаваме и да излаваме од дома надвор и од надвор на дом. За други е спорно тоа што двата кружни тека им го комплицираат движењето на пешаците кои мора да вртат наоколу за да пронајдат пешачки премин. Особено ќе биде проблематично кога учениците ќе тргнат на училиште. Проблем е и што кружните текови се изместени од доската на булеварот и што има деловни објекти, па возачите мора да бидат вистински уметници да се снајдат. За кружниот тек кој започна да се гради кај автобуската станица, граѓаните коментираат дека ниту е потребен, ниту е функционален, бидејќи овде нема крстосница. Плюс, за да се направи каков таков кружен тек, се зафаќа од тротоарската површина пред маркетот и зеленото пазарче, што ги засага пред се пешаците, а потоа и дуќанџиите. Граѓаните се чудат зошто ќе се гради кружен тек и кај шумското стопанство Осогово, кога се знае дека таму на третиот крак фреквенцијата на возила е сосема мала и не го кочи одвивањето на сообраќајот по булеварот од Осије Паунов. Некои коментираат дека залудно се фрлаат народни пари и каде треба и каде не треба.